Кратки најави за денешниот дневник. Охриѓани ја продолжија вековната традиција на капење во езерото на денот на рибарите. На традиционалната крводарителска акција за водици собрани 95 единици крв. Факултетот за туризам забрзано работи на новата стратегија за туризам. На 1 февруари започнува 8-та сезона на националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Дали Европската Унија ќе активира мерката трговска базука против САД? Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. Дуваше умерен ветер претежно од источен правец. Минималната температура изнесуваше минус 3 степени Целзиусови, а максималната дневна 5 степени Целзиусови. Во Охрид утре ќе имаме претежно облачно време со повремени врнежи од снег со послаб интензитет. Ќе дува слаб до умерен ветер од источен правец. Минималната температура ќе изнесува минус 2 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне 3 степени. Во Македонија утре ќе превладува облачно време со повремени локални врнежи од снег. Пообилни врнежи ќе има во западните делови и се очекува висината на снежната покривка на планините и на некои од повисоките места да се зголеми до 25 см. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од минус 8 до минус 2 степени, а максималните дневни од минус 2 до 6 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со традиционалното капење на рибарите, денеска во Охрид се одбележа празникот Свети Јован Крстител. Посетителите на Сараиште беа послужени со топла ракија, греано вино, пача и плашици и уживаа во охридската староградска музика. Манифестацијата за Денот на рибарите ги збогатува празничните денови со привлечни содржини за гостите, кои во голем број го посетуваат Охрид за празникот Богојавление. Охриѓани ја продолжија вековната традиција на капење во езерото на Денот на рибарите. Тајфата на Мартин Гоџовски, кој вчера го фати честниот крст, денеска на Сараиште влегоа во студените води на Охридското езеро. Бројните охриѓани и туристи беа послужувани со огреана ракија, пржени плашици и пача. Убавото расположение со староградска музика го надополни охридскиот музички еснав. I am from Belgium, but I am Chinese. Јас сум од Кина, ама живеам во Белгија. Пристигнав синоќа во Охрид, ми се допаѓа езерото. Направив многу убави фотографии. Сакам да дознам повеќе за оваа манифестација денеска и воопшто за локалните традиции. Манифестацијата е за Охрид родена. Охрид е светски град. Охрид нема друго место како Охрид. Јас сум прошетал сегде, меѓутоа како нашиот Охрид, како ова Убајна, нема сегде. Јас сум од Калево. Секој пат после 100-200 години јас колку што знам, а претходно постоела. Се во малу народ, ама сега е појќе, да ни е жива ова држава, да сме Господ здрави и Бог се јави. I'm a traveler. Јас сум светски патник, месец и пол сум во Охрид. Многу го сакам Охрид, прекрасен е, луѓето се многу пријатни. Ова е голема прослава, сите се весели и љубезни, убава музика. Го славиме Денот на рибарите. Нема да влезам во езерото, престудено е за мене. Но убаво ми е, убаво си поминувам, пресреќен сум. Ние сме од Прилеп, али манифестацијава ќе продолжи до година Господ здравје пак ќе да иде. Пачава е супер. Пробавте ли плашици? Пробавме и плашки, ама чорба не пробавме. Му благодариме на луѓето што се во управата. Ова е вистина преубаво. Охриđani се супер народ, гостопримлив. Прекрасно се чувствуваме. Охрид ни е омилен. Пачата е супер. Побава од Прилепската. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков вели охриѓани со голема радост го чекаат празнувањето на овој ден, кој е обстанало како вековна традиција, а намерите на локалната се нејзина промоција и привлекување поголем број гости од странство. Најпрво да честитам уште еднушка празникот Богојавление Водици. За нас охриѓани веројатно најзначаен празник. Честувањето завршува заклучно со денешниот ден Свети Јован, или кај нас попознат како Денот на рибарите, каде што општина Охрид во организација со Депарско-Кичевската епархија и Охридскиот музички еснав го организираме овој настан, каде што заедно со граѓаните го прославуваме, му даваме едно значење како традиција која што траела долги години, сакаме да ја продолжиме, а секако дека како и централниот настан Богојавление, така и овој Денот на рибарите од година во година и ќе биде, сакаме да го промовираме како туристичка понуда дополнително за посебно за гости од странство, но секако и за сите оние кои доаѓаат од нашата држава и да биде секоја година на едно ниво повисоко. Денот на рибарите е одржување на традицијата на капење на рибарите на денот кога се означувал крајот на мрестот на пастрмката и почетокот на сезоната на риболов. Овој ден на 20 декември Свети Јован завршил татило, тоа е турски збор, значи забрана. Забрана за лов на пастрмка прекинува денес и прв ден почнувале рибарите со лов. Тоа бил и како модус да се означи Богојавление со рибарите со ушур, со тикача велиме охридски турцизами. На тој ден, после собирање на мрежите, тепси со риби ги печат, вино од бочките пијат, се веселат, пеат и така се означува Богојавление во тоа време, бидејќи забранувале во социјализмот црквата, верата и така натаму, што е голема грешка, бидејќи верата ги држи вредностите на човекот во животот. Манифестацијата за Денот на рибарите ги збогатува празничните денови со привлечни содржини за гостите кои во голем број го посетуваат Охрид за празникот Богојавление Водици.
Успешно реализирана традиционалната крводарителска акција Водици 2026 во организација на Црвен крст Охрид. Во просториите на Националната установа Центар за култура Григор Прличев, Општинската организација на Црвен крст Охрид во соработка со Институт за трансфузиона медицина на Македонија ја организираа традиционалната крводарителска акција Водици 2026, на која беа собрани 95 крвни единици. Радува фактот што меѓу големиот број хумани граѓани неколку дарители за прв пат ја даруваа својата драгоцена течност и влегоа во големото хумано семејство на крводарители, велат организаторите. Од Црвен крст изразуваат благодарност до сите хумани граѓани кои даруваа крв и ја истакнаа својата хуманост и висока општествена одговорност, до екипите од Институтот за трансфузиона медицина, волонтерите од Општинска организација Охрид, Дебарско-Кичевската епархија, која обезбеди скромни подароци за крводарителите, и до Центарот за култура Григор Прличев, кој овозможи простор за одвивање на крводарителската акција. Тим на професори од Факултетот за туризам и угостителство веќе подолг период работи на изработка на новата стратегија за развој на туризмот во Охрид. Стратешкиот документ се однесува на период од 2026 до 2030 година и негова цел е да даде основи и насоки за развој на одржлив туризам во уникатната и најзначајна туристичка дестинација во Македонија. Во тек е изработка на стратегија за развој на туризмот на општина Охрид во периодот 2026 до 2030 година. На неа работи тимот професори од Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Изработката на стратегијата е од огромна важност бидејќи се однесува на дестинација која што е една од 4 во Европа која е под заштита на УНЕСКО и поради уникатното природно и поради културно наследство, вели професорката Катерина Ангелевска-Најдеска. Во тој контекст стратегијата мора да води грижа за одржлив развој на туризмот, а не да се става акцент на масовен туризам. Треба да се постават цели, при тоа целите да бидат мерливи, со цел да се најдат соодветни решенија за клучните проблеми со кои се соочува Охрид како туристичка дестинација за развојот на туризмот. Тука влегуваат прекумерната урбанизација, деградацијата на просторот, загадувањето на животната средина, недоволно и несоодветно менаџирање со отпадот, метежот и гужвата во рамките на сезоната. Експертскиот тим е во фаза на прибирање на податоци, анализи и консултации со сите чинители во туристичкиот сектор, со што стратегијата ќе добие на квалитет. Интенција на овој документ е да ги стави постулатите врз чија основа ќе се развива туризмот понатака, но одржливо ќе се развива и ќе ја направи дестинацијата Охрид да биде не само пријатна за туристите, туку да има и подобар квалитет за живот на локалното население. По изработката на стратегијата, експертите очекуваат нивните препораки да се спроведуваат во пракса, бидејќи само на тој начин Охрид ќе се најде на светската мапа на современи туристички центри. На 1 февруари со силна визуелна порака од медицински експерти од целиот свет, официјално започнува 8-та сезона на националната кампања "Ги запознаваме ретките болести". Постојат диагнози кои се ретки, но надежта и солидарноста мора да бидат се присутни. Со силна визуелна порака од медицински експерти од целиот свет, на 1 февруари официјално се отвора 8-та сезона на националната кампања "Ги запознаваме ретките болести". Оваа година кампањата започнува со мокен меѓународен поттик. Во официјалното видео, доктори од различни земји со дланки обоени во символичните бои на ретките болести испраќаат порака дека науката и човечноста не познаваат граници. Тие обоени дланки се ветување дека пациентите со ретки болести не се сами во својата тиха борба. Кампањата, предводена од граѓанскиот активист Гордана Лолеска и Сдруженијето Ретко е да си редок, во соработка со Живот со предизвици, оваа година го осветлува патот на пациентите буквално и преносно. На 1 февруари, знаменитостите низ државата ќе се обојат во боите на ретките и ќе светат во текот на целиот месец, символизирајќи ја будноста на општеството кон потребите на овие граѓани. Нашата цел е знаењето да го победи стравот,
а едукацијата да ги отвори вратите за подобра терапија и достоинствен живот на секој поединец со ретка дијагноза, вели Гордана Лолеска, председател на Сдруженијето Ретко е да си редок. Сите материјали ќе бидат достапни на македонски и албански јазик со цел информациите да стигнат до секое семејство. 4 лица пренесени во болница по престој во базен во хотел во Охрид, каде се почувствува продорен мирис на хлор. Лице во Струга во алкохолизирана состојба го нарушило јавниот ред и мир со агресивно однесување. Кривични пријави за лица од Охрид и Радовиш кои без одобрение граделе објект во Велестова. Следува полицискиот билтен. На 19 јануари 2026 година во 17 часот и 31 минута во СВР Охрид било пријавено дека на базен во хотел во Охрид се почувствувал продорен мирис на хлор и зголемена пареа од базенот, пошто 4 лица добиле силна кашлица. Тие биле пренесени и задржани во општата болница во Охрид и се надвор од животна опасност. Од преземените мерки е констатирано дека настанал технички проблем во системот за циркулација на водата, пошто овластена фирма извршила замена на системот. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на настанот, пошто ќе следува соодветна пријава. На 20 јануари, 10 минути по полноќ, на улицата ЈНА во Струга, полициски службеници од ОВР Струга лишиле од слобода 35 годишно лице затоа што предходно во зграда на истата улица го нарушил јавниот ред и мир со агресивно и непристојно однесување. По извршено алкотестирање, кај него биле констатирани 2,28 промили алкохол во крвта, а по целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 53 годишно лице од Охрид и 44 годишно лице од Радовиш поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. Тие, како инвеститори на катастарска парцела во охридското село Велестово, започнале изградба на објект иако знаеле дека не поседуваат соодветна градежна дозвола издадена од надлежен државен орган. По контрола извршена на 17 декември 2025 година, констатирано е дека објектот се гради без одобрение од инспектор од Оделението за инспекцијски надзор и било изготвено решение за отстранување на градбата, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.